Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. По многобројните караници, неверства и разделби, изгледа дека познатата тинеџерска двојка Селена Гомес и Џастин Бибер повторно се смирија. Иако во последно време медиумите пишуваат дека поради далечината на нивната врска и дојде крајот, огнот се уште не е изгаснат. Се зборуваше дека Селена го оставила Бибер поради неговите пороци и непримерно однесување, но очигледно не е така. Имено американските медиуми пренесуваат дека на турнејата со Џастин во Осло, Норвешка, дошла и Селена Гомес. Таа најверојатно не успеала да го преболи Џастин, па повторно се вратила во неговите прегратки. Една од поп-дивите со најдолг стаж на музичката сцена, 66 годишната Шер, неодамна најави дека наследникот на албумот Living Proof од 2001 година е готов, благодарение на последната песна која ја сними и во која гостува Джейк Ширас од Season Sisters. Таа ја објави веста на незиниот Твитер профил, а на албумот кој првично беше закажан за месец март. Веројатно ќе се најдат и соработката со Тимберленд, дуетот со Лејди Гага, Кристина Агилера, како и две песни чии текстови ги потпишува Пинк. Но Шер се уште не потврдила дали овие соработки ќе бидат дел од новото издание. Новиот 26-ти поред студиски албум Шер го најави во ноември минатата година, објавувајќи го првиот сингл насловен Woman's World, за кој требаше да сними и видеозапис. Интересно е тоа што официјалниот аудиозапис го снима од интернет, а видеозаписот воопшто не се ни појави, а според најновите информации, албумот ќе излезе во септември. Имено виновникот за ова одложување е незината издавачка куќа, која сакала да го издаде албумот после летото. Шер најавила дека незиниот најнов сингл ќе биде летен и ќе излезе во јуни годинава. Ново британско истражување открива дека црното вино и темната чоколада имаат антиоксидантно дејство. Докажано е дека овие намирници му даваат силна поддршка на човечкиот мозок во нормално обкружување и функционирање. Здравата храна е мощно важна за работата на мозокот, а црното вино и темната чоколада се добри затоа што ги шират крвните садови и овозможуваат подобро снабдување со кислород. Докторите предупредуваат дека не би требало да претерувате, туку дека само умереното консумирање на овие намирници може да донесе корист во однос на подобрено здравје. Време е за мали подготовки за уживање во летото. Во женскиот свет, ова би значило дека треба да се зацврсти телото, да се избере идеален костим за капење, да се обнови гардероберот и козметичката торбичка, но од каде да се почне? Доколку се уште не сте започнале, крајно време е да започнете со вежбање. Доколку во домот имате некоја справа за вежбање, време е за нивно користење. Доколку немате справи, секако можете да трчате, пешачите, да прескокнувате јаже, да правите домашни вежби или сами да си ја најдете физичката активност која позитивно ќе делува на вас. Негата на кожата е многу важна, па немојте да заборавите да правите пилинг, хидратација и задолжително да се заштитите од сончевите зраци. Сонцето во овој период се јавува во различни јачини, па затоа секогаш треба да бидете подготвени. Гардероберот може да го освежите со летни парчиња облека, летни фустани, марами и маички. Изберете обувки за на плажа и преку ден, а за навечер секси сандали или штикли. Немојте да ги заборавите модните додатоци и аксесуари, а особено на очарите за сонце, кои не се само моден додаток, туку ги штитат очите од сончевите влијанија. И секако подготвени дочекајте го летото и уживајте во летните денови. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.